Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов за невремето кое го зафати Скопје и ги поплави дел од улиците низ градот, а направи и штета со паднати околу 80 дрвја. Рече дека службите и екипите на јавните предпријатија се на висина на задачата која се очекува од нив. Тој рече дека проблем имало на традиционалните критички точки во градот, како што се подвозниците, а екипите за 1 час успеале да ја отстранат водата од коловозите и истите да бидат проводни. А расчистувањето на градот од паднатите дрвја е при крај. Денеска повторно се очекува ново невреме да го зафати градот, а Шелегов рече дека не очекува посериозни последици во однос на безбедноста на градот од невремето. Тој најави и новина за предупредување на граѓаните, односно на веб страната на градот и Facebook страната, ќе се даваат предупредувања за заштита на граѓаните. Во текот на вчерашниот ден, меѓутоа и во саботата, градот Скопје докажа всушност дека службите и јавните предпријатија се на висина на задачата која што се очекува од нив. Знаете дека во саботата имавме преку 80 паднати дрва, многу силен ветер и интензивни врнежи од дожд, кои што на определени критички, традиционално критични точки во градот Скопје доведоа до излевање на вода на коловозите. Во рок од еден непон сат после таквото невреме, екипите на градот Скопје, на јавните предпријатија, успеа да отстранат водата од коловозите и да ги отстранат повеќе од 80 паднати дрва од главните коловози и расчистувањето веќе е при крај по споредните места. Во текот на вчерашниот ден немавме посериозни излевања, освен она што како традиционално се јавува као критични точки, тоа е подвозникот кај Бихачка, кај Скопски саем, подвозникот во Бутел. Екипите се интензивно спремни. Воведовме една новина за предупредување на граѓаните, тоа е дека на веб страната на градот и на Facebook профилот даваме навремено предупредување за очекувано невреме или врнежи со цел граѓаните да се себе заштитат и да се го заштитат што е можно повеќе имотот. Така што не очекувам дека може да имаме посериозни последици по однос на безбедноста на градот.